Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни предпријатија, уште еднаш истото како што го правиме ние овде во собрание. Не можете вие со закон да и наложите дека во таа комисија ќе бидат вработени луѓе во администрацијата. Зошто во законодавно-правната комисија, например, во собранието не се луѓе вработени од службите во собранието, туку се пратениците? Зошто во комисијата за избори и именување не се вработени луѓе кои што се вработени во собранието, туку членуваат пратеници? Токму поради тоа. Тие луѓе треба да се грижат за општествениот интерес. И тие луѓе треба да ги спроведуваат интервјуата. И тие луѓе излегле на избори, ја барале довербата за некои специфични локални проблеми, излегле со своја програма и одеднаш со едно законско решение вие сакате да ги претворите во обична машина за гласање, како што за жал се сведовме и ние овде во собрание. Па гледаме како противуставно и противделовно се разрешуваат членови на Комисијата за избори и именување. Гледаме како имаме завршна сметка со сгрешени параметри, а од други државни институции добиваме исправки. Истата таа реторика сакаме да ја префрлиме и на локалните совети. Ако го погледнете законот, ќе видите член 1 се определува бројот на управни одбори. Членот 2 воведува 6 нови членови и за овие 6 нови членови зборуваме. Членот 3 зборува за надоместот. Членот 4 за надзорниот одбор. Членот 5 се повикува на членот 2 да важи кога ќе се избираат членовите на надзорниот одбор. И уште една работа, членот 8. Членот 8 предвидува дека овој закон ќе почне да се применува по истекот на мандатите на избраните членови на управни и надзорни одбори. Уште еден смешен вакацио легис. Донесуваме закони кои што ќе се применуваат неодредено во иднина. Ако сакате да го решиме, повелете, ајде да го решиме проблемот. Повторно ставате такви, имаме и во други закони, ќе се применуваат по влегувањето во Европската Унија. Ќе се применуваат по истекот на мандатите. Тоа не е во ред. И ако погледнете, во Македонија, еве се однесува на јавните предпријатија, во Македонија имате 125 јавни предпријатија. 125 јавни предпријатија. Тоа се, јавните предпријатија имаат тростепена структура на управување. Значи имате 125 директори, имате 125 управни одбори, 125 надзорни одбори. Ако ја погледнете бројката, ќе видите дека имате во моментот некаде од прилика од 727 членови на управни одбори, имате 609 членови на надзорни одбори. Со овој закон, затоа што се ограничува бројот на членови на управен одбор на 5 члена и на надзорен одбор на 3 члена, ќе дојдеме до 625 членови на управни одбори и 375 членови на надзорни одбори. Значи 102 члена помалку на управни одбори, ако ми е точна математиката, и 134 члена помалку на надзорни одбори. И при тоа, за да го извршиме ова намалување, за жал, ние ќе треба да го нарушиме концептот на децентрализација и ќе треба уште еднаш да се задеваме со уставниот поредок во Република Македонија и да ги прекршуваме основните одредби во Уставот, кои што содржи еден пакет на одредби кои што се однесуваат токму на надлежноста на советите и слободата на советот сам да ги определува и да формира, например, комисии. Не можете тоа да го направите со ваков закон, односно не можете да ја враќате процесот на децентрализација на надзор. И уште една имам многу сериозна забелешка, затоа што предлагачи Министерство за економија. Формата и содржината на јавниот повик, образците за пријавување, начинот на бодување, селекција на кандидатите, како и други прашања во врска со спроведување на постапка за именување и разрешување на членови на управниот одбор ги пропишува министерот за економија. Значи, како може министерот за економија да знае кои се локалните проблеми? Како може министерот за економија, во моментот тој е крешник, наместо крешник беџети да се занимава со основните проблеми во државата, редици за бензин, нестабилна економија, енергетска криза, тој предлага овде во собрание, без разлика дали предлогот стигнал
во август, во септември. Ние сега имаме прилика овде да го кажеме. Не можеме белким, не очекувате пратениците да се јавуваме по утрински емисии да и коментираме законите. Денеска можеме. И наместо Крешник да ја согледа ситуацијата, тој предлага закон со кој тој сака да ги одредува начин на бодирање и критериуми за доделување на бодови при избор на членови на управни надзорни одбори. И за каква децентрализација станува збор овде? Зошто организираме локални избори, ако Крешник Бектеши, кој што е одговорен да ги троши парите од ковид пакетите за енергетската криза, кој што е одговорен да намалува маржи како во планската економија, која ги гледам вестите наутро, не знам дали сум во Социјалистичка федеративна република Југославија 53-та кога се воведуваат такви мерки, или економијата ни ја води Крешник, и истиот тој ќе одредува и критериуми за членови на управни и надзорни одбори. Па ако сте толку добронамерни, зошто никаде не ги споменавте акционерските друштва во сопственост на државата? Затоа што тие се сива зона. За акционерските друштва во сопственост на државата важи законот за трговски друштва, затоа што тоа се приватни компании кои што се во сопственост на државата. Меѓутоа, од друга страна, ако погледнете законот за јавни предпријатија, акционерските друштва кои што се во сопственост на државата вршат дејности од јавен интерес. Членот 2 од Законот за јавни предпријатија вели дека дејности од јавен интерес ги вршат јавните предпријатија, внимавајте, запирка, или друштва на кого им е доверено вршење дејности од јавен интерес. Значи, ова се однесува и на акционерските друштва. Зошто јасно не го наведете тоа во закон? Зошто не го направите тоа? Јас ќе ви кажам зошто. Затоа што, еве само еден пример. Се сеќавате овде во собрание кога разговаравме по која цена ќе биде продадена таа една акција во собственост на МАК Петрол, која што е откупи Гама акционерско друштво во собственост на државата, кое што има вредност од над 65 милиони евра. Дали знаете дека веднаш од кога го изгласавме пред одреден период како нови членови на одборот на директори на Гама се вдомија поранешни пратеници на СДСМ. Сашко Костов од Кочани стана директор, влезе во одборот на директори. Поранешни пратеници овде влегуваат во акционерски друштва кои што се во сопственост на државата. Па толку ако сме загрижени да влезат најдобрите, да имаме критериуми, да имаме јавен оглас, да имаме транспарентна постапка, зошто не постапивте така кога стануваше збор за овој избор? Зошто барем, еве сме го направили изборот, зошто барем не предвидите дека и акционерските друштва во сопственост на државата потпаѓаат под овие критериуми? Зошто не предвидите дека веднаш ќе се применува законот, а не ќе го донесеме законот, ама вакацио легис, ќе важи се до изборот на мандатот за кој што се избрани. Хајде и во акционерските друштва кои што се во сопственост на државата, каде Сашко Костов стана член како награда за да ги смирите страстите и тие поделби се правеа пред локалните избори, ајде ако донесеме транспарентен закон каде што ќе има јавен оглас, каде што ќе се пријавуваат, ајде тогаш да ги разрешиме и членовите на управните одбори на акционерските друштва, па да кажеме дека сме завршили одредена работа. На овој начин само го напаѓате уставот и децентрализацијата. Ви благодарам. Дајан Чефтимов има збор.